Почитувани гледачи, добро вечер официјално од отвореното студио на телевизија Нова. Пред малку ја најавивме емисијата, сега можеме да почнеме официјално со моите гости. Рековме ќе разговараме за актуелната политичка ситуација. Таа се уште трае. Дали почетокот со работа на собранието значи нејзин почеток на заминување, останува да се види, ќе почекаме, можеби оваа дебата ќе даде одговори на тоа. Она што во меѓувреме се случува, како што и друг пат сме кажале, дека работите на некој начин од ден во ден се менуваат и добиваат нови димензии. Еве, прашањето за аболицијата и незиното повлекување на некој начин денеска имаше, односно работата на собранието повторно развркса преку Уставниот суд, ја поништи одлуката на самораспуштање. Од друга страна, протестите се уште траат, главно барање е повлекување на аболицијата на председателот Иванов. И додека политичари, аналитичари и пратеници се обидуваат да најдат правна можност како Иванов да ја повлече аболицијата, тој денеска изјави дека не се кае за тоа и дека ако треба повторно би го направил истото. Таа аболиција и власта и опозицијата не ја поздравија, не ја дочека баш најдобро, но тоа пак на некој начин инициираше или претходно беше веќе почната некоја постапка за импичмент на председателот од страна на опозицијата. Дуи тоа на некој начин го прифати. И како тоа ќе се одвива, не знаеме, ќе видиме, се во фаза на иницијатива. Инаку за овие теми ќе разговараме денеска вечерва со господинот Љубомир Јосифовски, пратеник од НСДП. Добро вечер. Добро вечер. Со господинот Филип Петровски, кој почесто е во отвореното студио на телевизија Нова, поранешен пратеник на ВМРО ДПМН и многу други функции кои во меѓувреме Петровски ги имаше, и Ереджеп Мемеди од БЕСА, партијата на албанците БЕСА. Добро вечер. Добро вечер. Добро најдов. Господин Јосифовски, ајде со вас ќе почнеме со оваа иницијатива, да речеме, на опозицијата за одговорност, за оставка на председателот Иванов. Од каде тоа? Таа е стара иницијатива или сега произлезе од новиве случувања како реакција кон односот на председателот Иванов, да речеме, кон ова? Гледайте, заслугата на господинот Иванов за ваков импичмент или барање за негова оставка, мислам дека е стара повеќе од година и пол-две. Ние формално ја реализиравме првиот ден кога се вративме во собранието, поточно во средата изминатата недела, и официјално поднесовме барање до собранието за негова одговорност, во кој што детерминираме како цела опозиција дека тоа што го направи апсолутно не е во ред и дека првенствено он треба да ја сноси одговорноста. Тоа што дополнително не се консултирал со никого и донел таква одлука да аболицира 56 лица, апсолутно е неприфатливо и тоа го докажува секојдневното марширање на граѓаните на Република Македонија, кои што се излезени во голем број и кои што генерално ги потенцираат нивните барања, во кои што основното е повлекување на аболицијата, а ние паралелно со тоа бараме и негова оставка. Господин Петровски, вие сте поранешен пратеник, знаете како функционира собранието многу добро. Првиот ден од како се состанаа пратениците и донесоа закон со што му овозможија на председателот по две основи да ја повлече аболицијата. Денеска имаше изјава за еден германски вестник и што тој рече дека повторно би го направил истото. ВМРО ДПМН не се согласува со аболицијата, исто како и опозицијата. ДУИ како коалицијски партнер исто така. Како гледате на можна разврска околу ова противречно, да речеме, што или тврд став на Иванов кон комплексна е прашањето е прилично комплексно и прилично бара по широка елаборација. Она што Иванов го направи, ако го гледам како поединец и ако знам што му беше мотивацијата, бидејќи ако се сеќавате, тој фино наведе дека некои амбасадори ја преминуваат линијата на добриот вкус и надвор од Виенските конвенции делуваат како што делуваат. А јас лично имам потврда и знам за еден амбасадор во Скопје како се однесува. Мислам дека неговата идеја беше да на некој начин создаде едно релаксирање на работите. Нормално тоа беше искористено од опозицијата. Дуи таква каква што е, не го признава цело време, тоа вака добро дојде како контекст да се налепи опозицијата, претежно СДСМ, на
на се она што тој го направи, толкувајќи го негативна конотација. Јас не би се сложил дека народот протестира на улиците. Имено на улиците протестира булументата на Сорос, која што е платена за тоа, и протестираат луѓе кои што верувам дека сега веќе нема се појавуваат откако знаат колку средства земале тие што ги предводат протестите, да не речам Најчевска, Сарачини и другите, кои што да речеме, вака ако разгледаме убаво, загребеме по нивните хонорари што ги земале во 2014 и 2015, мислам дека вака по милионски суми има добра мотивација тоа да го прават. Имате информации? Имаме, објавени се информациите, до сега никој не ги спореше, туку ги потврди Шилегов со тоа што рече дека за тие хонорари биле платени даноци. Мислите да, не е битно од кај доаѓаат, може да доаѓаат и од Ал-Каеда парите, но ако се платени даноците, тој смета дека тие пари се легализирани и дека не треба да бидат оспорени. Исто така знаеме дека тој што ги дава парите, односно Сорос, беше во панамските документи поврзан со Бин Ладен. И истиот тој човек ги финансира медиумите кои што се блиски до опозицијата, кои што ги прават спиновите, дека има илјадници луѓе, дека е тоа општо прифатена работа и така дале. Тоа не е точно. И мислам дека таа ерозија која што се случува моментално во редовите на луѓето кои што дивеат по улиците на Скопје, кои што се мал број, ќе биде уште повидно изразена затоа што оние што излегле по некој идеал таму и кои што сакаат да остварат некоја своја идеолошка замисла, ќе сватат дека тие до нив взимаат по 20.000 евра годишно за тоа што го прават. Така што мислам дека вака не е црно-бела сликата Иванов е добар или е лош, туку треба да видиме што све стои зад целиот овој случај. И друга работа што е многу битна, и Црвенковски даваше аболиции, па СДСМ и опозицијата не реагираше на овој начин. А имаме аболиција на господинот Заев за 8 милиона евра криминал во овој, како му се викаше, тој трговскиот центар што си го изгради, па после и си го легализираше по методологијата што ја понуди оваа власт, а е вреден најмалку 8 милиони евра. Така што мислам дека Иванов, ако гледаме од една поширока, да речеме, идеолошко-политичка перспектива, направи добро да ги спушти тензиите. Еве сега закон се донесе да се врати назад било која аболиција која што е побарана. Нека ги вратат назад. Став на ВМРО лично мој, ја не можам да кажам дека ние треба да гледаме да биде некој аболициран кој што едноставно направил криминал. Меѓутоа треба се докаже такво нешто. А разликите на Црвенковски, аболицијата и на Иванов се што овдека имате вие политички инструирано обвинителство, а таму имате фатен корпус деликти криминал. Господине, не должам. Да, добро, ќе се навратиме повторно на истивите теми. Господин Мемеди, на линија нова што говори Филип Петровски, беше на некаде изјавата на министерот за надворешни работи, вели патот до пеколот е поплачен со добри намери, мислејќи на одлуката на Иванов за аболиција. Не мислам дека председателската аболиција беше од корист, мислам дека не требаше да се случи. За земјата ќе беше подобро доколку тој тоа не го стореше. Тоа е ставот на министерот за надворешни работи. Вашиот став околу аболицијата и повлекувањето и сегашната изјава? Движењето Беса напротив мисли дека одлуката на председател Иванов не е комплексна. Таа е многу проста, едноставна и многу јасна. Значи, господинот Иванов е во потполна координација со законодавната, судската и извршната власт, контролирана комплетно од власта ВМРО ДПМНЕ ДУИ. Значи, напротив, одлуката на Иванов продуцираше комплексни проблеми во државата. Не самата одлука дека е комплексна. Значи, уште од моментот на измените во законот во однос на правото на председател за помилување. Значи, веќе беа јасни насоките кон каде се движи оваа власт и што е крајната намера. Крајната цел на оваа власт во координација, тука се вклучи председателот, е комплетна обструкција на работата на специјалното јавно обвинителство и уште еден атентат врз Пржинскиот договор. И резултатите се видливи. Господине Мемеди, Беса исто така организираше протести и начелно даде подршка на движењето Протестирам, ако се сеќавам. Апсолутно. Ние поддржуваме секоја иницијатива и секаков протест кој е во насока на против, значи,
ова корумпирана и штетна власт во комбинација ВМРО, ДПМН и ДУИ. Вие исто така сте финансирани од Сорос? Апсолутно, тие се шпекулации кои имаат една иста цел, да се обиде, да се делегитимира јасниот глас на албанскиот народ, а тоа е преку поддршката што се изразува на движењето БЕСА, кој е сериозен, значи политички субјект кој излегува на политичката сцена со јасна платформа и јасна визија како треба да се излегува од актуелната криза и каква патека треба да следи Република Македонија за да изградиме сериозна, функционална и демократска држава која ќе биде во интерес на сите граѓани на. Добро, ова за почеток. Идеме прво со првиот блок реклами, потоа продолжуваме со реплики и нови прашања околу дадениве теми. Продолжуваме со отвореното студио. Разговараме со Љубомир Јосифовски, пратеник од НСДБ, Филип Петовски, поранешен пратеник на ВМРО ДПМН и Реджеп Мемеди од партијата БЕСА. Господин Јосифовски, кога веќе го почнеме да говориме о кругот за протестите, за кои што се реплицираше на некој начин Филип Петовски, колку има обиди и сваќање дека тоа е автохтоно граѓанско движење, очигледно дека таму има и луѓе поддржувачи на опозицијата, пратеници, интелектуалци, мислам дека и вие еднашка бевте, барем ве видовме таму со заокружени со некои крупчиња по весниците. Значи не е тоа толку автентично граѓанско движење, сепак има опозиционен карактер, или мислите поинаку? Гледайте, јас прво не гледам проблем зошто не би биле луѓето кои што се определени партиски, зошто не би го изразиле својот граѓански револт на улица и зошто тоа мора да биде мотивирано од партијата. Примерно, опозицијата целокупно се искажа во јавноста дека ова е граѓански собир, граѓански протест, истиот го поддржува, меѓутоа не го организира. А активно учество апсолутно има право секој. Мене не ми е јасно една друга работа. Како може колегата да укажува дека имаме пенетрација или влијание на странски амбасадори кога неговото искуство во минатото, меѓу другото, беше и конзул во Америка, колку што памтам. Точно. Да укажете дека некој амбасадор влијае во политиката или на државните органи во Република Македонија, визави оно што го кажавте дека господинот Иванов бил под притисок од некаков амбасадор, а не делувал, него оди и јавно се жали пред целокупната јавност и на возврат на тоа ни носи една аболиција која што е катастрофална и која што го продуцира цел овој немир во изминатиот период. Тоа не е точно. Ние се наоѓаме во ситуација во која што во моментов ни се ускратува правото индивидуално секој да излезе на граѓански протест. И да, бев заокружен во контекст на тоа, меѓу другото со неколку мина други, и не знам што значеше тоа кога ме заокружија, да, што сакаат да не уплашат или да ни покажат нешто дека сме некои проблематични или дека припаѓаме на политичка партија. Па илјадници луѓе кои што се секој ден на улица припаѓаат на одредена партија. Не си илјадници. Колку се? Многу малку. Дојдете да ги изброите заедно, ќе видите колку се. Знаете зашто не би дошол? Затоа што се хулигани и насилници, а вие ги водите и вие им давате грб и позадина да се осеќаат силни. Вашиот до предизвестно време министр, запишете си, Оливер, беше поставен, инсталиран во Министерството за внатрешни работи за да не ги спречи насилните протести. Вие зошто не отидовте Скендербек да го офарвате или Хасан Приштина да ве прашам пред вашиот коалиционен партнер тука? Или таму не смеете да отидете? Затоа што јасно ви кажа дека таму нема да ви дозвола да идете. Вие тоа што го правите таму, тоа не личи на ништо, тоа не е протест. Тоа е дивјаштво и некој треба да ви го каже во лице. Иако сте 3000 и 5000, што е тоа наспрам волјата на целиот македонски народ? Колку сте? 50.000 имате? Имате ли 50.000? Одговорете ми, имате ли 50.000 на улица? Немате. Немате ни 5.000. Имате луѓе кои што се обучавани од Canvas да влезат, да прават група која што не знае дека е водена, платени од Сорос. Сите бројки се излезени пред јавноста. И сега на кога му кажувате приказки дека вие имате таму граѓански протест? Не, вие имате партиски протест, кој што сака да сруши јасно изразена волја на избори 2014, а се криете зад 70 невладини организации на Сорос. Толку е просто. Ако е толку просто, Да. значи јас ќе ви укажам на
После ќе ви кажам и за амбасадорот, бидејќи тоа ве интересираше, точно може да ви го именувам кој амбасадор од Скопје, што прави по улиците на Скопје во ваша корист. Гледајте, И тој ќе се отиде како ќе запамтен, ќе биде овдека како неуспешен амбасадор. значи да Затоа што расчистиме нема една да работа. Јас спроведе агендата во која што е у координација со Сорос, USAID и со вас. Ете, да расчистиме една работа. Јас нити имам желба, нити имам намера да се трудам да ве сменам вас и вашите ставови. И очигледни се тие во изминатиот период, можам да говорам за изминатата 2 до 3 години, дека вашите ставови се константни, класични спинови, класични навреди кон македонската Моите јавност. ставови. Да, само дозволете. Моите Ве слушав, ставови. ве слушав. Дозволете да се Навреди ви- кон македонската јавност. Дозволете Ама да се нема искажам. парламент. Губите концентрација. Значи немојте така. Значи, за Какви да- спинови? Затоа што Еве, имам сега ќе ви различен, кажам како- затоа што имам различен став од вас. Точно така, не заради тоа што имате различен став од мене. Вие имате различен став од самиот себе си. И еве ќе ви цитирам еден ваш став во 2011. Ве спремија ли во Сорос? Не ме спрема, сам Во партија ми не најави дека спремија? не ме спремија. Еве ќе ви го Ајде, кажам кажете. вашиот став. Па јас Вика знам вака, моите ставови. студентите биле сериозна сила и треба да бидат радикална, анархична и енергична. Точно е тоа. Е како вие сега одеднас, ама не. Чекайте малку, а што чекај малку, значи како вие А што значи анархија? Динамит да поставите да рушите Не, споменици? анархија значи да се искрши канцеларијата на председателот кој што носи аболиција за 56 криминалци. Тоа значи А меѓу тие анархија. Тоа е криминалци, револт. Исто така се криминалците од СДСМ, вашите коалициони партнери. Мажот на Шекеринска, Добро, ве слушам. вашиот председател Заев. Добро. Овие 56 аболицирани Кои криминалци се или не се? 56. Не се криминалци, знаете ли Што се тие? зашто? Затоа што не е Вие се откажувате од нивната аболиција? Не е докажана вината. ВМРО стои на ставот дека- Вие не сте ја докажале нивната вина. Ма Вие нека се користите- откажат од аболицијата за да Па се може да ги видиме. откажуваат. Кај се Па бара откажуваат? да се откажат. ВМРО ќе потпише сега импичмент за А зошто импичментот да затоа што биде еве ќе ја еднаков на потпише ли аболиција? барањето за поништување на Иванов аболицијата? Има право да ја повлече Ќе назад потпише ли бара. ВМРО, ДПМН, ќе го потпише ли Зошто? барањето? Ќе А гласа ли за потпише ли барањето? Заев? Апсолутно. И за Јас сум глобал. убеден во И тоа за дека глобал. првиот ќе ја И поднесе. за глобал. Во однос За на сите. протестите. За За глобал. сите и јавно ви го кажа тоа. 8 милиона евра за глобал. За сите што ќе може им Ма, постои дајте, можност. Да услушаме само господинот Мемеди. Се извинувам, ти продолжи. Јас би сакал да не се обидуваме да се дефокусираат основните суштинските проблеми на државата, вклучувајќи тука и протестите. Значи протестите кои се насочени, значи кои Се извинувам, само да насочени против оваа злосторничка власт составена од ВМРО, ДПМН и ДУИ се легитимно демократско право на граѓаните, а тоа Движењето Беса го изрази и преку организирање на 9-мајските протести, каде заедно со опозицијскиот совет успеавме да го организираме албанскиот глас против оваа власт, каде се собраа преку 30.000 граѓани кои го искажаа јасниот став дека албанците во Република Македонија имаат единствена агенда, единствена ориентација, а тоа се евроатлантските интеграции. Ако сака ВМРО и ДПМН и ДУИ, ако имаат друга агенда, источна, тогаш тие треба да имаат јасно дознание дека таа агенда апсолутно. Вие импровизирате. Од друга Вие страна, нарекувате една власт, историчка власт, таа победила на избори. Апсолутно. Изборите ги оспорија, вие не знам Апсолутно. дали бевте тогаш партија, они беа партија, ги оспорија, се докажа дека ништо од тоа спорувањето не е вистината. Се е Значи, јасно, тотално лажни тези се подметнати во цела оваа игра последниве 2 години после за да се објавените дестабилизира државата. прислушкувани материјали, се е јасно какви биле е јасно? тие избори. Значи, избори сигурни ли во сте дека ситуација се автентични кога тие? стотици илјади граѓани, односно гласачи се фиктивни, мислам, Кои се тие? Кај се тие сериозно, ефективни? Но што зборите тоа е вие? предмет Кај на се тие специјалното ефективни? јавно Кој е специјално јавно обвинителство од кое- списокот, државниот изборен список, односно Специјалното јавно избирачкиот список го обвинителство, потпиша ДИК и нивниот ги разгледуваат председател? тие предмети и секако тие ќе Кои правдата предмети? ќе излезе на виделина. Значи Движењето Беса преку тие протести Вие имате изрази целосна заблуда јасно имате. дознание дека албанскиот народ има евроатлантска единствена перспектива, албанскиот народ бара потидно повлекување на аболицијата и Мислите обезбедување Беса, не албанскиот народ. Да. Не верувам Он дека тоа е говорите преку за глас- Беса. представува целиот народ. Апсолутно, Тоа покажува тоа е- Само вашата- психолошката вашата- позиција тоа се негова докажа- ја покажува тоа се докажа на што протестите. мисли кого покажува, односно кого застапува. На протестите се докажа дека ДУИ и ДПА се делегитимирани представници на албанците. Тоа може да го видиме само на избори, инаку вака фантазирате. Секако и протестите се сериозен индикатор за тоа
во која насока размислуваат И вие мислите дека имавте 30.000 луѓе? Апсолутно, тоа Убаво може е да се вака види. кога се храбрите сами себе. Значи, суштината на тие протести е да се Што? Евроатлантската интеграција? да се обезбеди функционирање на специјалното јавно обвинителство, да се обезбеди почитување до крај на Пржинскиот договор и Што според вас не е спочитувано од Пржинскиот договор? мислам дека Кажете ми, Пржинскиот што договор не е во неколку испочитувано? наврати доживеа Ама сериозни може ли удари. ми кажете нешто конкретно или ќе збориме вака во општи категории цело време? Што не е испочитувано? Одлуката за аболиција на бар нема на врска тие со- лица кои со- се предмет со Пржино нема врска. кои се предмет на специјалното јавно обвинителство е директен удар врз Пржинскиот договор. Зборувате за градоначалникот Апсолутно. на Пустец Едмонд Адеми што беше уапсен без налог за Значи, апсење, што сите тие лица- шефот на полиција од Битола отиде Од да го друга апси страна, без налог од СДСМ што беше поставен Многу е јасно за да дека прави реваншизам. За него ли зборите? Што извршната зборувавме власт, судската Што? власт која е За кого зборите конкретно? Ајде да комплетно видиме. контролирана и под диктат Кој вика тоа? на ВМРО, ДПМН. Како тоа? Значи Па ево Уставниот суд координација и има ли со од председателот СДСМ и од- тие од други одлуки партии? се синхронизирани се во насока да Не, се знаете што? Вака, Вас да ви се- пречи дека одлуките не се такви какви што вие сакате да бидат. Тоа е голема разлика од синхронизација. И што е тука проблем? Полека, се извинувам. На двајцата сакате да ви одговорам паралелно. Еден по еден, Сакате мислам да не биде сега, или со двајца да влезам. Лјупчо, така, јас да знаеш се- како припадив кај тебе се 2 на извинувам. 1. Затоа што знам дека ти си колку Се толку извинувам, балансиран полека, од телма полека. 3 на 1 кога ме месте, ја викам Не. и 3 на 1 и плюс новинар Не, не, не. 4 на 1 нема да може да ме пратам. Иначе ако сакате паралелно нема Вака, проблем. сепак да развиеме на... Не, значи сакам да кажам неколку работи. Јас го освен еден дел да полемизирате, но сакам да... не Да, генерали, тие се Значи, говорете. јас сум коректен, значи, Говорете, не вредам само ништо. сакам да Кажам само различна развиеме- став. Знаеш кај настанува нервозата? Кога има различен став од нивниот, бидејќи они се храбрат на улица 500 до 1000 луѓе и мислат дека сите мислат како нив. Треба да се соочат Мислам со дека- реалноста кога ќе видат дека луѓето размислуваат генерално, најголемиот дел од македонската јавност различно од нив. И во албанскиот дел размислуваат Апсолутно. многу различно од вас и ќе изгубите на избори. Вие немате ориентација што се Тоа ќе случува. Вие мислите дека едно искачање на протести решава. гласачите. Па зашто не одиме на избори? А да одиме на избори? 30, Зашто бегате од избори? Преку 30.000 луѓе, албанци, Мемеди. излегува и јасно го искажаа свој став Мемеди, дека се против оваа Добро, власт. говориме за протестите, секој има свој Негира. Мемеди, Со едно- се извинувам. Секој има свои мерки за протестите и ГДОМ имаше свој бројки за своите протести, протестирам исто така. Легитимно е право секој да си ги брои колку се, но не и на крајот на И да криштата си ги билда бројките. Па тоа е, како да кажем сега, нивно право. Секој има право да си го прави тоа. Не знам дали постои мерна единица што може да ги брои и колку тоа значи на крајот што велите изборите се тие кои ќе кажат колку луѓе стојат за Ако одредена некогаш политичка имаме, бидејќи опција, опозицијата кога ќе има. бега од избори цело време. Јас сакам да развијам се малку во една друга насока. Мислам дека овој дел околу протестите го на некој начин го подзавршивме, ги кажавте своите ставови околу тоа. Пред парламентот се наоѓа и уште една дилема, а тоа е воспоставување на некоја власт, легитимна, каква ќе биде таа, која полека, но сигурно ќе не донесе до избори, ќе владее на начинот кој што ќе владее. Дали тоа ќе биде Петровски, дали ќе биде старата влада, какви се вашите информации, дали постои некој преговарачки однос меѓу представници на партиите, дали се подготвува така наречена експертска влада, техничка влада, што Не, ќе ги тоа околу спроведе? експертска влада, тоа се пустите желби на Геровски и на екипата. Како мислите дека овој екипата период, околу бидејќи сега Милчин? нема термин за избори? Значи, тоа се желби на екипата соросоидна која што има сериозен проблем како да се инсталира у СДСМ. Значи сум зборувал повеќе пати дека таму има една борба за превласт со тоа што луѓето околу Сорос имаат една позициона предност пошто се пуни со кеш. Имаат многу пари и со тоа што имаат многу пари они практично привлекуваат групи на интерес. Бидејќи и самиот гледаше денеска беше објавено 5 невладини организации поделиле 37 милиони денари у хонорари. Значи во хонорари. Не зборуваме да платиле хотелски сместувања или не знам сала за проекции па нешто да одржале некои корисни евенти за граѓанското општество, туку 37 милиони денари они дале за намена за овие што се у првите редови кои што мислат дека се Мислите дека тоа е само сега. фрлена материја во медиумите да се врти како опција или тоа не Па никој не ја негираш и Легов ја потврди.
Значи Шилегов не рече ова е нели на оваа диктатура лага. Не, значи тоа не е нешто реално. Зборуваш за дневниците, за парите што не се за исплатени. владата, за Сега, тезите во за однос на тоа. формирање влада. Значи во однос на тоа, значи Две тези, старата влада за која што се залага и Дуи, праќање на техничка старата или влада. експертска која што е бара, тоа мислам дека не е прифатливо. Што се однесува до мене, ја би го укинал Пржинскиот договор. Значи сега не зборувам како представник на ВМРО ДПМН, туку зборувам како Филип Петровски, десен мислител, ако дозволите да се наречам интелектуалец. Значи, Пржинскиот договор е изнесување комплетно на уставното уредување во рамките на 4 политички партии. Тоа не би требало да биде прифатено ни сега, нити во иднина. Државата оформила институции низ кои што треба да се одвива политичката дискусија и тоа е меѓу другото и парламентот каде што седи колегата. Таму треба да се дискутира. Ако, да речеме, има некаква придобивка, се бараше прочистување на списокот и така натаму, тоа го завршивме, така? Сега, бидејќи во Пржинскиот договор имавме клаузула 100 дена пред избори да се формира таа техничка влада и таа истата беше испочитувана клаузула, Груевски се повлече и влегоа стручњаците Ременска и Оливер и видовме што направија нивните ресори. Да не зборам од становите социјални до недавањето на решенија на 400 нови полицајци, тоа јавноста го знае, го прати и ќе си го санкционира како подршка или негирање на овие сега последните потези од како се вратија регуларните министри кои што ја имаат подршката на мнозинството пратеници во парламентот. Значи, зашто мислам дека не треба да има друга влада? Затоа што според Уставот на Република Македонија влада може да гласат пратеници. Не може да ја гласа владата. Нити некој што се договорил во некаква куќа во Пржино, нити некаков амбасадор, нити Беса затоа што е надвор од собрание. Може да ја гласа владата само тој што е внатре во собрание. Овие дечкиве од другата страна ја оспорија таа бројка, значи оспорија дека била победата чиста, тоа произлезе дека не е точно. Значи не постои нити еден аргумент. Чекајте малку, дозволете. Оливер беше внатре во министерство. Повлекувањето на Груевски и неколкуте министри од владата е јасен знак дека таа влада веќе не е легитимна. Значи, кој други министри? Да беше легитимен, во никој случај Груевски немаше да даде оставка. Значи кога не е легитимна владата, што се прави? Апсолутно. Што се прави според вас? Да се оди на избори? Па не сакаат да идат на избори. Сакате ли вие да одиме на избори? Во однос на решенијата за излез од кризата. Не заврши, фама е. После ќе се вратам. Поаѓајќи од комплексната ситуација во која се наоѓаме, ние Движењето Беса смета дека ваквата ситуација е резултат на системски дефекти на земјата и козметички и површински промени се докажаа дека кажете кои се дефектите. Што е тоа што Движењето Беса флоскули филозофски. Смета дека измегувањето решавањето на ваквата криза треба да се оди во две насоки. Првата фаза, акутна фаза е да се создада, иницира независно тело составено од представници на меѓународната заедница, значи од дипломатите од Европска унија и САД, представници од амбасадите на Република Албанија и Косово, представници од Македонската академија на науките и од високообразовните институции, кои ќе служат како тело за олеснување на преговори, од Косово и од Албанија, каде ќе се вклучат и политичките субјекти во насока на предлагање, значи во насока на предлагање на еден мандатор експерт кој ќе има право да состави влада од исто така експерти и кои ќе имаат мандат од 1 или 2 години да понудат неколку решенија, односно да реализираат неколку мерки. Ајде ги искоментираме прво овие, па ќе се вратиме, да не е цела платформа што имате, сепак е дебата да можеме сите да проговориме за. Доста индикативно е представници од Албанија и од Косово да ги вклучат во дел од дипломатскиот кор и тие се самони, а не и од Србија, од Бугарија и од други држави. Европска унија, САД и ве молам, Бемеди. Сепак да видиме колку толку не е парламентот, ама да имаме да се слушаме и да ги слушаме вашите стави па да ги прокоментираат останатите соговорници. Јосифовски, две прашања, значи прво вашиот став околу тоа, бидејќи ова што говори Петровски, имаше тези за експертска влада, немаше многу деманти околу тоа, ни од власта, ни од опозицијата. Вашите сознанија, вие сте во парламентот, дали се говори за таква можност, дали ќе се врати старата влада и ве молам за коментар за една ваков обид за излез од решение како што нуди Беса
за амбасадори кои што ќе Од Албанија, од владеат со Косово. Македонија? Гледайте, најпрво би сакал да упатам една критика мала, ако сме веќе дојдени да дебатираме и да разговараме, така и да се однесуваме. Не дојдов да се надвикувам со никого, нити да се расправам, меѓутоа дојдов да критикувам. И во најмала рака очекувам дека ќе биде даден простор за таа работа. Во однос на колегата она што го истакна како неговите цврсти ставови дека е неприфатливо да има било каква влада, најверојатно се исто цврсти колку што беше и бетонот кој што испука сега изминатава недела дена. Особено ако знаеме дека во изминатиот период месец дена одеа по разноразни собири од така наречениот гдомли како се викаат, во кој што им обеќава и им ветуваа на граѓаните дека избори на 5 јуни ќе има. И еве видовме колку се они цврсти во нивните ставови и колку се цврсти, впрочем и колегата во однос на тоа што ќе го каже. Да не плачевте кај странците, ќе имаше избори. Па сега, ако сакате да се навредуваме, да ви кажам да не плачевте кај странците, ќе имаше избори. Да не ви е страв дека да излезете на избори, ќе има. Знаете дека ќе ги загубите. И нормално е да не сакате да одите на избори. Па да не плачете и натака, викаме ајде нема да има избори. Вие вие сакате да нема избори, а плюс да седите у влада, а да сте ги изгубиле претходните избори. Петровски, која е таа логика? Влада поклонета не сакаме. Која поклонета влада? Зашто седите во влада? А зашто седите во влада? Сега ќе ви кажам. 2014 година јавно излеговме и кажавме дека ги бойкотираме овие институции во државата од една единствена причина, како што сите слушнавме во бомбите, дека вие ги украдовте изборите во 2014. Тоа не е точно. Гледате се, оставете да се доискажам. Може? Тоа не е точно. Значи, вие 2014 година, кога видовте дека изгубивте со 200.000 гласа разлика, што е реална бројка, се повлековте затоа што не можете да прифатите Ве молам да пораз. се слушаме, Јосифовски па ќе коментирате. Значи, барем една минута да докаже, човекот па ќе коментира. Значи, 2014 ви укажавме дека изборите ги украдовте, а во 2015 со објавување на прислушуваните разговори од вашите врхушки во власта, докажавме дека тие избори беа украдени. Тие избори беа украдени. Значи, тврдите дека неприфатлива е за вас било каква нова влада, а впрочем со тоа го игнорирате состојбата во која што се наоѓа Република Македонија. И јас стварно се чудам, знаете ли вие каде живеете, шетате ли низ градов, комуницирате ли со луѓе? Од тие причини, значи, Уставниот суд денеска донесе две одлуки во кои што ги поништува одлуките за распуштање на собранието со одложено дејствие. Ве молам, тоа 3 месеци наназад го говориме дека е спротивно на Уставот на Република Македонија, вие одевте со сила кроз зид. И од тоа не натеравте дека ние треба да одиме на некакви си избори. Значи да расчистиме една работа, додека не створите кредибилни услови за Како ќе избори. земете власт без избори? На избори ќе земеме ние не бараме власт на Па сила. зошто седите во влада? Во која влада седиме? Во која влада седиме? Знаете зошто? Затоа што вашиот председател го потпиша договорот во Пржино и се договорија за 10 услови од кои што ни пола не ги исполнивте онака како што треба. Сега не седите ако е така? Каде да седиме? Во владата, затоа што вашите Зашто немате мнозинство во парламент, бе, пријателе? Затоа што ги украдовте изборите. Изборите не се украдени, не постои ни еден доказ за такво нешто. Вие импровизирате цело време. Импровизациите одат во таа насока, да тврдите дека 600.000 луѓе ги аболицирате криминалците, затоа нема докази. Еве да ја пониште. Гледајте, тие не се значи да расчистиме една работа. 56 личности што се објавени. Треба да ја симнете аболицијата и да им возложите на тие луѓе во ќе се симне? Ќе се симне, да. Да, гледате, јас ова го слушам првпат од вас. Се донесе. Јас не слушнав од пратениците на ВМРО да помане. Донесовте закон. Зашто закон? Законот е тука и само ќе ви кажам дека течат 30 дена на господинот Иванов, во кој што има шанса сам да се испере од глупоста што ја направи. Од прилика до 20 јуни му има можност сам да ја повлече целокупната аболиција на сите луѓе кои што ја даде. Законот кој што го донесовте дополнително е противуставен. Знаете зошто? Затоа што вика член 11а дополнување. А пазете, членот 11 не постои. И сега вие сакате овде да дебатираме за шарање или за кршење или за било што. Што е оправдано? Дали сте вие спремни? Па оправдано и според вас 2011 година вие тврдевте дека има анахрија. Ама зошто вие не одите Скендербек да го ишарате ако сте толку храбри? Гледате, ирелевантно е кој не е релевантно. Не смеете да пројдете од другата страна на Вардар. Кој кажа дека не сте? Вие кажувате? Па јас дојдете кажете им на граѓаните. Ама што вие утолпали се силите? Еве тука бидете силен да ме видите. Еве па не дозволувате. Еве тука бидете силен. Еве сега ги кажете. 100 души се собрале па сте силни. Да не ги мешаме. Наоружани, ве наоружал Сорос со појави
платил. на Тоа е протестите смешно. имаше и сериозни тези Еве јас од да сте вие од толку многу медии. бројни ќе кажам, дај да пуштиме, Филип тоа е Петровски, навистина така. Ве молам за Тоа е многу обајцата смешно за што го коментар. Гледайте, ако вие потврдувате дека ВМРО ДПМН на наредната седница ќе гласа за укинување на аболицијата, јас го Знаете прифаќам. што, ја нити сум пратеник на ВМРО, А нити што сум сте вие? Во која раководство. улога? Во раководството сте? Не ВМРО сум во ДПМН е раководство, член, не. експерт. Јас сум- Што сте? Јас сум десен мислител. Различен Без мислител. разлика, јас Добро, канам гости вашите- од сите Имам ли право? аспекти, Не, аналитичари. апсолутно. Имам ли право да мислам Апсолутно. различно од Имате. вас? Меѓутоа, Е, гледайте, кажувам десен мислител скромно, не ако смеете да клеветите. интелектуалец. Вие клеветите, значи, клевета? а не дозволувате ни судски процес да докажат личности 56 дали краделе или не краделе во оваа За држава. глобал збориме? Збориме за 56 луѓе на За кои што становите на Рада? гледайте Зашто се, збориме? за 56 Кои личности 56 Да не го личности? спуштиме на нивото кои што на... Да. Знаете како? Збориме за едната страна, другата Јас страна не зборам за важи. сите, не зборам за индивидуалци. За Заев, значи збориме, така? И за Заев, вклучувајќи го и Заев, вклучувајќи го и Груевски и сите Во нешто- останати. во нешто У тој сложите. случај денеска беше прочитав изнесено став на партијата дека треба да се повлече аболицијата и дека е против. И јавно кажаа сите дека ќе ги повлечат индивидуалци, значи 10 има. Ние не бараме индивидуално. Заев поднесе ли? Јас не знам, Да. не сум јас на Па со Заев, нив сте а Груевски коалиција. поднесе ли? Само за Ја малку, не знам, ќе Е, па видиме. како очекувате Е, па јас ќе да знам видиме. за Заев? Ама само он за се малку ќе ве произнесе. прекинам. Кој па сите се произнесува. Ќе ве прекинам само за малку, малку да се одмориме од дебатава, се олади ќе се малку вратиме, тензијата. господин Мемеди, ќе имате збори вие, иако сакам тие коментари прв пат ги слушам од вас, навистина јас како и Петровски и Јосифовски, све малку затечени Да, би за вашиот би став, сакал тоа, не исто дека е да неможно, дадам но истина. добро е да се коментира. Одиме прво малку со реклами, втор блок реклами, а потоа се враќаме на темите кои што ги загатнавме во овој дел од дебат. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно за некои теми што вам ви се битни, сепак би сакал една поголема тежина да му даеме на тоа што кажеме меди, затоа што е нов политички став на една партија која пледира да биде доминантна меѓу албанското гласачко тело, негирајќи ги успесите и легитимитетот на ДУИ како партија која е во власта. Би го споил со она господин Јосифовски не еднашка во јавноста од страна на опозицијата, на други медиуми, опозицијата е на некој начин окарактеризирана дека се обидува да се спои шурува со опозицијските партии на албанците и дека во тоа настојување, дали ги знаете овие ставови на тие партии кои што се надвор од парламентот, а се опозиција, дали ваквите ставови се познати и каков е ставот на опозицијата, ако можете вие да говорите воопшто во името на целата опозиција. Тоа е наистина нешто ново кое што на Македонија ја прави на некој начин, мене ми звучи како еден протекторат каде што ќе владеат некои странски сили, а на сметка на легитимно избраните представници на парламентот, на власта. Или нелегитимно, не е важно, но имаме своји луѓе кои што пледираат да владеат со државата. Гледайте, во однос на претходното прашање не се доискажав, значи за експертската влада кој што кажавте дали треба да постои или не треба да постои и во контекст на она што го кажува колегата од БЕСА, значи мојот став е дека сериозноста на ситуацијата во Република Македонија наметнува подхитно да се формира некаква влада која што ќе ја извади државата од состојбата во која што се наоѓа. Дали таа ќе биде наречена експертска, дали ќе биде транзициона, дали ќе биде концентрациона, ирелевантно е. Моментот на инволвирање на странски амбасадори и лица или дополнителни активности за мене се нови. Она што јас го знам и за мене е добре дојдено, европската и странската помош во однос на евроинтеграцијскиот пат на Република Македонија. И тука не можам по ниеден основ да се сложам дека амбасадорите прават штета на Република Македонија. Обратно, мислам дека амбасадорите во Република Македонија и мислат добро и работат во интересите на Република Македонија. Како така? Па малтене тоа е договорено со сите билатерални договори што ги имаме склучено, особено со Европската унија. И наместо ние да бараме европски вредности во нивните укажувања, ние ги третираме нив како внатрешни инсайдери и луѓе пенетратори кои што треба да направат од нас протекторат. Јосифовски, кога говорите за овие за странскиот фактор, имате информации дали за ваква влада се преговара веќе, се разговара, о странците е понудено нешто такво или? Гледайте, јас не верувам дека странците ќе се осудат да понудат. Значи фактот дека нивната помош е добредојдена и инсистираат на разумен дел во кој што двете страни ќе успеат да создадат амбиент за кредибилни избори е апсолутен. Од тој аспект, според нас, добредојдена е било каква влада под хитна состојба да дојде и да се формира во периодот што следува.
Како? Било каква и старата влада. Гледайте, ако не влечеме поука дека старата влада ги укради изборите, дека има дискриминирани личности кои што управуваа со државните институции, ако не сватиме дека истите тие станаа аболицирани, зошто тогаш треба да им се дозволи? Значи, ние имаме 2 години штета по тој основ. Добро. И од тој аспект, значи, треба да расчистиме. Треба да дојде нова влада. Според мене, таа влада треба да биде усогласена во однос на приоритетите кои што треба да ги направи. А тоа е да ги трне спрегите на ВМРО ДПМН од државните институции, да овозможи реално прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Уште колку години? Гледате, ако мислите вие... Уште колку години ќе очистиме? Гледате, не е спорно... Ово е значи, комедија. што е Ово е комедија? Монти Пајтон што го правите. Добро е, ајде, вие што Ева Монти предлагате? Пајтон. Вие што предлагате? Ева ќе ви кажам. Ајде да Како слушаме. вие барате да дојде нова влада кога Македонија има влада? Прва Каква влада има? Моментално има политичка влада. Ово е технички премиер сега во моментот или не е технички премиер? сега. Ве прашуваме, ве одговорите, ми го избраа пред 100 дена. Може ли да одговорам сега? Ја Ајде. бев колегијален, пробав малку на ваша нота да играм, инаку едно 3-4 пати ми дојде да ве прекинам, а викам ајде, колегата пратеник ќе го оставам да збори, затоа што е убаво да си кажувате вакви фантазии, пошто вие го подценувате македонскиот граѓанин, кој што има јасно изразен став кон цела ова шарада што ја правите 2 години. Со Пржевскиот договор, основниот постулат е да влезе Ременска и Оливер 100 дена пред избори. Не 1000 дена пред избори. 6 месеци, грешно 100 дена пред избори. 6 месеци е договорот. Премиерот е 100 дена. Еве и 6 месеци. Колку сакате по пројда? Колку сакате да бидат влада? Добро. Колку да бидат влада? Зашто? Значи за кредибилни избори, вие барате кредибилни избори, Кои се така? другите точки во договорот? Точките што се битни. Списокот, потпишан ли е списокот? Не е. Како не е Така потпишан? не е Па Дик го потпишан. потпиша. Вие Само кажете, со вие си го потпишавте. Не го повторно. потпиша и председателот на ДИК. Добро. Тој не е наш член, ваш член е. Како е наш член? Тоа е ваш човек е. Го има по евенти на СДСМ. Прикажан е. Мислам, ако сакате да го негирате тоа е сега како да ви кажам. Тоа е, мислам, нели, да се правиме наудрени пред целата јавност. Ако мислите дека не е соодветен списокот, тогаш вие сте во заблуда. Тоа е проверено од не знам колку, над 10 институции. Па зошто ги одложите Украсна. изборите тогаш? Затоа што вие не ќе да идете на избори. Па што не одевте сами? Нели се загнавте? Па, нели сакате месец- избори? Ма нели месец дена викавте дека ќе одите на 5 нели јуни, вие кај ви е сакате избори? бетонот? Па зошто бегате? Ам 5 јуни кај ви Ама е? зошто бегате? Кој бега од избори? Па Вие вие- решивте сами па да одите. плачете. Го распуштивте Цело време парламентот. плачете. Зашто плачеме? Затоа што знаете дека ќе изгубите. И Не е плачете точно. кај странците. Не е точно. Ево да ти кажам. Немаме фер услови. Кои Немаме. фер услови? Фер Што, услови да не немаме. учествува ВМРО ДПМН на избори, само вие да учествувате, така? Тоа ли се фер услови? значи- Па не, мора да ви исмеам. Сигурно Затоа што ќе. ова што го зборите е комично. Прво, ви кажувам, значи списокот, вие тврдевте дека има 500.000 фантоми во него. Тоа малку нормален човек немаше да го фати како политичка теза на поединеца, не на цела структура. 500.000 фантоми. Мислам, тоа е, бројката е толку гротескна, што не знам како да ја коментирам. Добро, не ви е точно. И Ајде поентата. како не е точно? Не е точно. Па вие искачавте со 500.000 тези. Не искачавме со Две тези 500.000. имате, Ајде. 600.000 дека се селили и 500.000 фантоми дека има. Добро. Ако не сте информирани, да направиме пауза, Шест- нека прочита колегата на интернет, па ќе продолжиме со емисијата. Значи, две тези кои што вие ги цело време ги форсирате, дека овдека има режим, диктатура, луѓето бегаат, се селуваат, шевличиња редевте пред влада, Сорос, нели, вашата испостава у невладини организации, истото тоа беше пред 2 недели во Загреб. Сега она фарвањето исто во Сараево. Тоа е една структура која што ги менаџира овие процеси на цел Балкан. Извинете, колега, јас преска не ве прекинав. Ќе имам време, ќе молчам, па ќе збориме за тоа, за албанскиот амбасадор и косовскиот. Еден фантом да е ама во може ли- избирачки список за една правна нормална држава треба Може да да биде завршам? 100.000. Ние зборуваме Може ли за да завршам? 100.000. Молам, мислам. Колку Што фантоми сакате се- да браните? Ја не бранам ништо. Ја го гледам реалното она што постои во политичкиот свет и гледам дека од 2014 Значи, сме изложени на тормозење од една незаконски структура која што не може да дојде затоа што нема поддршка од Незаконски народот. противуставно е Што? дури еден фиктивен гласач да биде. кој е во- тој? Не Кој 100.000. е Вие тој? се Имате ли обидувате ви да презиме? Ама зошто зборувате на памет? Кој е тој фиктивен глас? Молам, мислам, Зборите за албански гласачи фиктивни?
Значи, За гласачи Белогушна, кои се за на Богојац, за кое избирачкиот село список зборите? и за кои За кое село зборите? Државната изборна комисија Знаете ли се какви произнесе. фиктивни Значи, има? ме молам. Само се плашите да ги изброиме. Прво Значи, треба да тоа е- идеме на тоа попис, е што е- а после треба да се вратиме на избирачкиот список. Не можете да ме прекинете. Значи имам концентрација доволно. Апсолутно и пописот истото. Значи, зошто нема попис, кажете вие како актуелната движење власт- албанско? актуелната власт, Сите стоеле позади вас. Зошто нема попис, знаете ли? има 50% огромна од вина- албанците не се во Македонија. Огромна вина заради Кој има вина? за одложување и на попис. Кој? Значи, Албанците? ние сме единствена земја во Па светот зошто кој нема? Па затоа што нема значи, не е- 20% албанци во Македонија. Затоа нема попис. Значи, А вие располагате со бројка од 30 до 35, кој што кажавте дека 30.000 луѓе оделе по вас. Тоа се фантазии. Јас не се се тврдам, фантазии, тоа е реалност, значи вие 30.000 треба да луѓе оделе по вас. значи би сакал да Тоа го покажува држиме едно нивото политичко неискуство. на диалогот. Нивото на диалог е разговорот. кога јас зборувам, вие ми упаднавте и јас сега нема да значи- дозволам да ме прекинете. Бидејќи јас зборувам, вие ми упаднавте. Кој е ниво на дискусија го држите? цело време се обидувате да браните нешто што не може да се брани. Па ме пробувам молам, да си кажам јас моје мислење. целиот Меѓутоа, тоа на свет, вас не ви значи, одговара. целиот Кој свет, цел цела свет? меѓународна Која заедница утврдува Што утврдува? дека во Македонија државните институции пред распад се, значи не функционира државата, нема демократија. Значи тоа е јасно и не може Нема никој да го- демократија. Апсолутно. Цел ден и цела ноќ рушат, прават таму фрлат, ужде што Значи, све не направија. Тоа е Тоа стана диктатура. јасно после Тоа е прислушуваните диктатура. разговори Што и мислам стана дека сериозно треба да нудиме сериозни решенија. Тоа ще имам прашање до вас. апропо Бидејќи тие немавте решенија, коментар за она што Па не говореше. можам да стигнам на ред да кажам. Добро, вие одросте да реплицирате Неосифовски. Не можете Два за на нешто еден сте двајца. ми викнале. Да, 2 Не на е 1. фер. Се извинувам. Треба за двајца да Јас ќе реплицирам. бидам со делно господин Мемеди, бидејќи секоја реченица би почнува беса ова, беса она, иако јас не се слагам кој ќе дојде представник на партија, еве Јосифовски е од НСДП, никогаш не ја спомнам НСДП. Значи, ова сепак не е емисија каде што некоја партија ќе ја пласира својата политичка платформа, таа сигурно имате пред вас. Говориме за актуелна политичка ситуација. Можете да го кажувате вашиот став, мислам дека имате многу тези партиски што се може релевантни. Ја ќе говорам за оно што се говори у јавноста. Вие на избори не сте биле. Имате некои анкети за кои што сметате дека се релевантни, според кои БЕС е добро организирана партија и е на добар рейтинг меѓу албанците. Но исто така се говори дека БЕС-а е има доста радикални ставови, можеби едно од тие што ги споменавте се тие, кои што македонската јавност не е запознаена доволно. Дали се сметате дека секоја новонастаната партија на албанците, за да ги придобие гласовите на албанците, мора да има некои порадикализирани ставови во однос на организација на државата и општеството или треба да е пограѓанска? Апсолутно. Значи, движењето БЕСА гледа реално на проблемите на Република Македонија. А сега реално вака, Значи, ДПА бараше дводомен парламент. Вие барате, не знам, федерализација. Не. Или барате учество на косовскиот амбасадор во водењето на македонската држава. Тоа се радикални ставови во секој случај. Не во За кој што и водењето. лидерот на ДУИ рече дека не е за федерализација. Зборуваме за јасна платформа која нуди јасни решенија за актуелната ситуација и долгорочно за... Ама вам ми се јасни, ние не ги знаеме. Може ги знае албанската јавност, македонците не ги знаат. Една година, значи, излеговме со решенија конкретни, каде прво се поаѓајќи од сериозноста на ситуацијата која се докажа дека козметички и површни промени не вродат со плод, ние бараме сериозно меѓународниот фактор да со своји представници, значи од Европска унија и Соединетите американски држави и други представници Да бидат во владата? кор, не, да Така ве разбрав. Уште тоа да кажат. Значи Уште да бидат тоа да како побарат. независно тело кое заедно со политичките партии ќе предлагаат и ќе назначат нов мандат од експерт. Американците и европјаните да назначат Значи, мандатот. тие треба да служат како леснувачи, значи, па и тие учествуваа во Прашинскиот договор како леснувачи, значи како наблюдувачи на процесот. Да биде Во таа македонец насока, или од Америка мандатарот. Политичките субјекти ќе предложат мандатот експерт, кој ќе има мандат да формира експертска влада и таа влада да има неколку задачи. Прво, таа влада да организира попис на населението со сериозно меѓународно наблюдување. Второ,
тоа што на некој начин и се направи специјалното независно обвинителство, ние тука гледаме дека е потребно да се вклучат и меѓународни експерти од оваа област со цел процесирање на предметите, односно од прислушуваните разговори. Трето, да се формира специјално независно судство. Поаѓајќи од фактот дека актуелното судство се докаже од постапките на СЈО дека актуелното судство е под директна палка и директен обструктор на причинскиот договор, односно на предметите на специјалното јавно обвинителство, ние бараме да се формира таа влада, да формира специјален независен суд кој ќе решава по прашањата кои ги покренува. После четврто решение, односно пето е основање на нов управен одбор на Македонската радиотелевизија, која треба да служи како јавен сервис, каде ќе има балансиран простор за сите релевантни политички субјекти да го искажат свој став. Значи, овие се конкретни решенија што зборува за сериозноста на пристапот на движењето Беса. Не е дека движењето Беса предлага нешто што не е изводливо. Фактот што се формира специјално обвинителство кое беше наш став. Тоа се ваши ставови партиски, очигледно во овие преговори тешко оди господине Мемеди, не е баш се така. И овие 4 партии кои што се веќе во процесот, па очигледно и после многу дебати не успеваат да најдат како ви е ставот за федерализација? Заеднички јазик. Став за федерализација? Ние имаме став за редефинирање на државата. А како? Каде ќе се ослободиме од идеите за супериорност на една нација врз друга нација, туку ќе имаме... Што значи тоа вака конкретно, да не е фантазирано? Федерализација сакате или не? Создавање на држава која ќе се базира на консензус меѓу двете најголеми заедници, тоа се македонците и албанците. А зошто меѓу двете? А зошто не меѓу петте? И која ќе се базира на начелата... А зашто се издвојувате? Зошто меѓу петте најголеми заедници? Начелата на правда, еднаквост и праведност. Кој е вашиот став за Илирида? Значи, ајде се вака, јас ја водам дебата на Петровски. Мемеди, ве молам. Но сепак да не биде ова партиски митинг, ви реков, значи сепак говориме за актуелни. Чекајте малку, кој више рекламира партијата, нека каже јасно ставовите за федерализација за Илирида. Јасни ставови имаме во има многу прашања. Може дали сте во коалиција со ова структура што е... Јас ги прашав... Ние сме во коалиција со граѓаните на Република Македонија, односно со албанците кои се против оваа злоупотреба. Само со албански граѓани или со граѓаните македонци? Највисоката цена за од оваа диктатура ја платија граѓаните албанци во Република Македонија. Видете ги монтираните политички процеси Сопот. Значи Сопот, луѓе лежат у затвор албанци без никаква основа. Значи тоа се работи кои апсолутно Сопот монструм. Монструм монтиран. Последниот настан Романов. Тројца сме, сепак да расшириме темата. Мемеди, ве молам, значи да се сослушаме Петровски. Сепак дозволете јас да ги поставам прашањата, не ви забранувам со коментар. Се извинувам. Да имаме еден костур околу кој што ќе разговараме. Тоа што се извинувате. Тоа не е. Мислам дека ве прашав, ама не ми одговоривте, избегнавте од прашањето. Во настојувањето за формирање широка коалиција опозицијска беше и Беса. Мисля, че дека имаше заев разговор. Имавте разговори со Заев, така? Имавте контакти со Заев, вашата партија? Да, значи сме имале нормално во... Може би вие не сте дел од тие преговори. Овие ставови треба да ги има опозицијата предвид и треба да знае со кого се здружува. Дали сте ги разговарале ваквите ставови, дали имате внатре партиски став околу ваков начин на ширење на опозицијата? Јосифовски, тоа се сериозни теми за кои што треба да се разговара. Апсолутно. Сериозната тема. Се дека не кажете, луѓето ќе мислат дека се служуваат. Гледате, сериозната тема е дека колегата сега го изнесе неговиот став и неговото мислење. Јас не знам дали е тоа политички став на Беса или негово личен став околу разрешницата на кризата. Првенствено сакам да укажам, опозицијата или во опозицијата се добредојдени сите граѓани и партии кои што им мислат добро на Република Македонија и кои што првенствено ќе го симнат овој режим од власта. Ама како ќе знаете дали мислат добро? Па гледате, јас мислам дека партиите се организирани структури кои што разговараат меѓу себе и ги идентификуваат заедничките работи кои што треба да ги донесат на иста маса и заедно да настапат во одредена политичка цел.
примарната цел во Република Македонија е да се ослободи од стегите на ВМРО ДПМН и врхушката околу нив. Значи, за да може тоа да се случи, мислам дека треба сите капацитети да се соберат. Независно дали се работи за албански партии, за српски партии, за било какви знаете партии. нивните ставови политички. Гледайте, политичките стави на Там може да партиите... има фашисти, може да има терористи, може Апсолутно, апсолутно. структури. Таа е хетерогена структура на Ама протестантите. гледайте, што очекувате дека ние ќе се здружиме со некој што мисли да ја федерализира Ја не Република знам, Македонија? не очекувам, само ме прашувам. Значи, Дали знаете со кого се дружите? Знаат. Апсолутно знаеме. Ние бевме во коалиција од 2002 до 2006 со ДУИ. Сега ВМРО ДПМН е 10 години или 8 години во коалиција со ДУИ. И они знаат со кого се дружат или дали ние знаеме? Знаеме. Прашате ги. Значи, радикалните прашања во Република Македонија може да си ги има секоја партија за нив. Ние немаме радикални и не прифаќаме радикални прашања. Значи, ставот е генерален, дека треба сите да застанат позади знамето на слободата. А тоа е дека сите капацитети на добронамерни граѓани, независно од нивната етничка припадност, треба да се наредат пред собрание и пред влада и да создадеме максимален притисок во кој што ќе се овозможи да се формира, Ја не знам вас дали ви плаќаа за дневница, тоа може вие да ми кажете. Колку беше вашата дневница? Не ви плаќаа? Не. А зошто така? А вас ве плаќаат. Како Тоа не е плаќаат? разликата. Како не плаќаат? Кај имате вие сметки? Поискочи редица на платени од Сорос, сите. Гледайте. Милчин, сите што ги ставате на 17 мај лани, сите што ви беа горе, на бина пред влада, сите се платени. И тоа со Ја не знам дали се Ама не, како да ви се објаснам, платени вие сега или се не, тоа фаќате се за работи обвинување кои што меѓу немаат себе никаква врска. за платени и за сендвичи, лажете, така натаму тоа се манипулирате. тоа се Може ли нешто друго да изнесам како аргумент, еве ако ова не го Ајде. чини на колегава? Ајде. Вие прифаќате секој што ќе застане со вас во борбата за слободата, така? Точно. Бидејќи у Македонија нема слобода, Апсолутно, само така е. вие може да ја донесете. Така е. И представници на 117-та бригада на УЧК, што ви беа лани на митинг на 17 мај пред влада, со знамења на Голема Албанија, и не ги Зборите прифаќате. за членовите на ДУИ, во кои што се Не во знам влада ја со дали вас. се членови на ДУИ. Како тоа вие не знаете, а имате меѓутоа имате коалиција. и двоглави орли ви беа на вас на митинг. Добро. Каде на нас на митинг? На 17 мај пред влада. Тоа беше граѓански протест. Демек значи граѓански били Да, во вие кој што имате секој имаше право да го изрази својот став. Така. Апсолутно. Од гей апсолутно. знамења до Идентично знамења на како што Голема вие, Албанија. како Така. што вие 97 го изнесувавте вашиот став. Вие анимозитетот од 97 го влечете кон албанците. Се уште стојам на моите ставови. Уште ставови. 90-та, да. Значи тие ги Не сум ги сменил. Да, зашто имате неколку интервјуа редоследно во кои што ги менувате вашите ставови, па од шиптари ги нарекувате албанци, па после сега албанци се или не се. Сакате да ми вашите читате? не ги Немам читам, дека да се прашувам. истражувале. Не, па морав да приметам нешто, значи да прочитам Значи, нешто. и у собрание сум ги користел тие Добро. термини и стојам за нив и се гордеам. Со што се гордеете? Со што се гордеете? Со тоа што правите поларизација на Република Македонија? Каква поларизација? Па секаква вие правите. Прво не направивте нееднакви. Едните се еднакви. Еве сега ќе ви Вие сте кажам. нееднакви. Сега ќе ви кажам, имате 56. Не ми делувате вие дека Сега сте ќе ви кажам, 56 имате нееднакви од сите останати граѓани во Република Македонија. Заев и Шекеринска. 56, вклучувајќи го целото раководство или половично раководство на ВМРО ДПМН. Заев и Шекеринска. Вклучувајќи ги и Заев и Шекеринска. Не знам дали е Добре, Шекеринска на треба аболицијата. да спад- Меѓутоа мажот. 56 граѓани, Мажот вашиот председател што Ама си го тие избравте, 56 ги направивте Не го нееднакви од избравме ние, го А избрав кој го избра? македонскиот народ. Не го избра А македонскиот вие народ. тоа што го негирате македонскиот народ ќе ви Гледайте, однесе уште 10 години. македонскиот народ со таа риторика, со таа риторика. Вие уште 10 години ќе бидете во опозиција, затоа што воопшто не го чувствувате сенсот на овој народ. Како можете А тоа да јас го не кажете? двојам никого. Како можете тоа? Каква етничка припадност некој има? Извинете да Мене ве не ме прашам. интересира додека се колне на македонското знаме, македонскиот грб и македонската химна. Вашите коалициони партнери нека застанат мирно пред македонска химна и тогаш ќе ги имаат истите права. Они бара Голема Албанија, бараат амбасадори на Косово и на Албанија да учествуваат у медиација и утврдување на техничка влада. 10 години владеете на националистичка риторика. Значи, националистичка риторика. Затоа што сме Спиете на тоа уво, не, затоа што подбуснувате, затоа што подбуснувате, зашто 10 години се плячка државата позади кулисите на 10 национализмот години кој што се вие го гради пропагирате. државата, вие украдовте Не се гради државата, државата 10 години. Вие ја правите приватизацијата и вие отпуштите Пред 200.000 25 години луѓе и добивте- 600 фирми затворивте вие. А не ние. Ве молам. Ние ги враќаме назад. Ве молам, Ако они смирете дигаат го тон, малку. ќе дигнам и јас, јас знам и Смирете го. погласно да зборувам. Смирете ја тензијата, Немојте, ве микрофоните молам, се доволно Нити се вклучени. плашам од Една нити се работа. плашам Ќе од ги- висок тон.
Нити Не, се мислам, плашам од микрофоните ги пробиете. Значи морам да ви кажам едно нешто. Ја не сум на фашист, јас ги Не. сите што ќе застанат и ви кажам и на вас. Вашата Што ќе риторика, застанат зад македонското среќа што знаме, грб немате и химна. никаква Тие се политичка- граѓани на оваа држава. Имаме- Меѓутоа некои не се имаме колат. уште малку Некои време. дигаат двоглави орли во чаир Почитувани. Тоа се не- и поставуваат тоа е знамења знаме на голема Албанија. Знаме Ако на мислите еден дека народ вие се- со вашата На постаментот имате знаме на голема Албанија и не ми кажувате приказки. Петровски, Не кажувате приказки. Мемеди Јосифовски. Значи, Ве молам за мала... Кои идеи? фашистички настроени. Кои идеи? Ве молам, Вие ве само молам. лепите етикети. Па Апсолутно вие сте ги- фашисти. Ве молам. Вие сакате голема Ве Албанија и молам, направите Мемеди, геноцид Петровски, на Македонија, Јосифовски. на македонците. Албанците Вие сте фашисти. Ве молам, Ево вие ве молам, господа. Ама што личи? Тоа е реалност. Мемеди, Што личи? Петровски, Кој не ви дозволувам да ми Петровски. ставите Значи, етикета фашист. Мемеди. Јас сум демократ, вие сте фашисти. Мемеди, Немојте да Ве мислите молам, дека со Петровски. вашиот тон, висок тон, Петровски, ќе постигнете нешто. господа, А што ќе видете, постигнете вие господа. со етикета? Па не ви дозволувам да Господа. ставите таа етикета. Реалноста- Господа, ве молам, Македонски ве молам, патриот за вас. ве молам за една минута. Почит. Кога ќе покажете вие цел еднаква народ- почит кон мене, и јас кон вас ќе покажам. Ве молам, господа. Апсолутно албанскиот народ е Дајте- автохтон и тоа е Треба да направите Дајте- Албанија. тоа е реалност. За тоа ли чаир ставате карта на Треба голема да Албанија градиме на постаментот? држава Со тоа ли ќе која ќе биде градите? Со праведна, чистење на македонците? демократска. Да ве вратам во 2001. Апсолутно. На кого Филип кажувате Петровски. приказки? ве Филип молам? Петровски. На кого му кажувате приказки вие? Филип Петровски, може да се завртите малку јавноста на знае ве молам. кој Немојте ја молам, како ќе ми Една- лепнат на мене етикети, ја ќе Ве го молам, прифаќам. ве тоа. Не молам. го Ве прифаќам. молам, И ќе режија. му кажам зошто не го прифаќам. Те молам, малку симнете во тонот, 30 секунди реклами, а потоа завршуваме со завршен збор за политички. Еве по една навистина жустра расправа, би сакал последно прашање за кое што постојано се говори и во оваа и во сите други емисии. Разрешницата ќе зависи или зависи од улогата на странскиот фактор. Доста олеснувачи допатуваа во Македонија. Филип Петровски, вие сте на некој начин и експерт по меѓународна политика. Мислам дека тоа ви беше Имам една од докторат. темите докторат Да. за тоа. Дали мислите дека ќе помогнат странците? Делат Берлин е загрижен, Брисел организира средба на која тема ќе биде состојбите во Македонија. Очекувате ли таму да се најде некое компромисно решение кое што ќе ги задоволи и странците и домашните политичари во Македонија? Значи, секоја добронамерна странска соработка е добро дојдена. Без разлика што двајцата соговорници имаат друга агенда и се обидуваат да се представат како слободари. Вашиот став околу ова, да не се враќаме пак назад. Не се враќам. Оти излегува како Не се враќам, знаете реплика. што? Они фураат и став дека е ВМРО проруско и нивните медиуми Добро, вашиот спинови став. дават и така натаму. Ова и за амбасадорот. Се извинам. Не упаѓате за да можеме да завршиме. Ама сега сака да се буцка. Вемо. Не сам Вемо. убаво му иде. Во секој случај за Вемо. амбасадорот, жал ми е што немаме време да ви кажам Кажете, кој и кажете. каде иде што правил по Скопје. Ќе ви Може кажам. да ќе завршиме го се. кажам. Може да завршиме. Добронамерното однесување на било кој амбасадор е добре дојдено. Не само амбасадор, воопшто. Интервенцијата во смисол да се најде решение, да се олесни работава, исто така добре дојдена. Меѓутоа, отвореното лобирање за една страна е неприфатливо и треба да му се каже на некои од амбасадорите дека го поминуваат. Кога прават говориме на добар меѓународна вкус. заедница во поширок контекст, Во мислев на поширокиот контекст представници може да се департмент Европска може унија, да се може да не се само оние што се во Македонија, за кои што Така е, имате став. значи постои начин да се разреши кризата, бидејќи правецот на Македонија е јасен, евроатлански и за Токму тоа и Европската да, унија. токму тоа беше Значи целта, во таа враќање на насока, колосокот кон- да. Меѓутоа, јас и понатака тврдам дека кризата е вештачки предизвикана од проста причина што ниту еден од аргументите кој што беше даден после 2014 или 2015 не е валиден. Така што таа една вештачки предизвикана криза Македонија тормози и структурата која што ги изгуби изборите никога не може да се помири. Така што евентуално ако може да ги уразумат странците, меѓутоа не сум баш оптимист. Добро, ме види, да го завршиме вака кругот. Значи, ме интересира, освен ова што го споменавте веќе како тези, како би се решавала кризата, без квалификации, за да можеме да завршиме кој е крив, кој не е. Очигледно е дека албанците и ДУИ, сите останати партии на албанците се доста блиски со меѓународниот фактор. Ми се чини дека вашиот став е многу близок до тоа, дури повеќе од она што досега сме ослушнали од ДУИ и ДПА, околу соработката со странскиот фактор. Гледате ли разрешница оптимистичка?
и дали може тие да помогнат? И сепак тоа е прашање што ние треба да го решиме. По се изгледа дека меѓународниот фактор, тука се дипломатите од Европската унија и Соединетите американски држави се мислам битен фактор во олеснувањето, односно во помагањето на изнаоѓање решение за излез од кризата. Последните средби со амбасадор на Велика Британија и специјалниот пратеник од Бундестагот уште еднаш докажа дека веќе дуи не е релевантен представник во било какви договори, туку треба албанскиот фактор да се представи со сериозни представници, меѓу кои е и движењето БЕС. И еден битен елемент дека паѓањето на Груевски не значи заминување на оваа власт, поради тоа што Али Ахмети, односно Дуи, е политички брат со Груевски и тие мора да идат заедно. Поради тоа што ако остане Али Ахмети, секако ќе се обидува да го врати својот политички брат. Добро, Јосифовски, и за вас се говори за позицијата генерално дека е најмногу поттикната од меѓународниот фактор, такви се обвинувањата или коментарите. Со последните збиднувања па кај вас се создаде обратна слика, дека како да се разочаравте малку од странците. Сепак сметате дека таму лежи можноста за решавање и колку сте вие блиски со меѓународниот фактор, доволно за да бидете и дистанцирани, а и да прифаќате она што тие го нудат. Колку сте координирани? Дали тоа што го барате типично автохтоно ваше, опозицијско, или во најголемиот дел доаѓа од како сугестија од Знаете, за мене е неприфатлива вашата констатација дека сме разочарани, апсолутно. Мислиме дека патот кон слободата е макотрпен и тежок, и тоа го докажува и соговорникот во делот на тоа дека секогаш кога се разговара за криминал, за корупција, за злоупотреба на власта, на мегдан се вади и националистичката реторика и се враќаме во 90-тите, заборавајќи дека живееме во еден период кој што е многу турбулентен. Она што за мене е битно како одговор на таа националистичка реторика е дека новите генерации подразбираат филозофија на граѓанско општество. Значи, пред се граѓанинот, каде што еднаквоста е загарантирана. Од овие причини, јас ги споделувам европските вредности и ги поздравувам сите напори на Европската заедница и меѓународната заедница во делот на помагање за разрешување на моменталната криза. Од тој аспект, мислам дека треба, и сум убеден дека тоа ќе се случи, но мислам дека треба подхитно да се формира влада, независно како ќе биде наречена. Само која што ќе има прилика да ја одвои партијата од државата, да воведе слобода во медиумите и да овозможи основни и кредибилни моменти за да се реализираат условите. Ние како опозиција не сакаме подарена власт. Нити имаме намера да партиципираме во власт со ВМРО-ДПМН и да ја носиме нивната одговорност за криминалите кои што не ги прават. Апсолутно, тоа да бидеме чисти. Нити сакаме да ни дадете, нити очекуваме. Од тој аспект, не сте убедливи. Гледајте, јас знам дека вашите мислења не можам да ги сменам. Но, Николовски, значи сакам да знаете. Разочарување нема. Додека нема правда, нема да има мир. Секој ден ќе одиме на улица и ќе го добиеме тоа што се вика Слободна Република Македонија. Сите криминалци треба да завршат онамо кај што му е местото. А аболицијата треба подхитно да се укине господинот Иванов од една единствена причина, да им овозможи на тие 56 луѓе да имаат можност пред судот да ја докажат својата, тоа е судот да ја докаже нивната вина или они да докажат пред јавноста дека се невини. А не да останат аболицирани. Ама вие ги прогласивте за криминалци пред судот да ги прогласи, затоа што така политички ви одговара. Ги прогласувате за криминалци сите во околината освен вашите. Све прогласивте, значи државата ја донесете во една ситуација. Тоа во земјата не дојде, каде што фантазираме цело време. Благодарам господине Мемеди. И извини уште еднаш. Ама многу е 2 на 1. Требаше еден човек да викнеш, убаво да му се посветам. Мислам дека ти имаш и 7:3, малку ти бе. Ви благодарам, почитувани гледачи, на вниманието. Пријатно. Двата профила проба да ми ги